Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, зошто бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе ја слушнеме од Павле Трајанов една джамбо интервју, едно мега интервју, трае некаде 3 сати 20 минути или околу 200 минути. Ќе поделиме на два дела по секоја емисија по 100 минути, ексклузивни информации, многу нови информации. Сигурно ќе ви се допадне интервјута, да не зборам многу. Интервју со Павле Трајанов, 100 минути, нема да зажалите. Павле Трајанов, рецензент сте на книгата Етногенеза и култура на древните македонци, Слободан Могуевски, едно интервју, две емисии, одлични емисии. И вие се разбирате во античка Македонија, во античка историја? Па читам доста историја, уште како средношколец имавме професор кој што на вистина добро историските настани ги презентираш и се интересирав долго време за историјата, сега помалку, но за секој случај овие турбулентни времена што настана околу оспорувањето на нашиот национален идентитет, јазикот, доста читам и во една прилика имаше семинар, семинар на НАТО беше во Македонија, во собранието на Република Македонија. Меѓу другите гости, значи од цел свет имаше пратеници, тоа е парламентарно собрание на НАТО. Разни предавачи, меѓу нив имаше советник на министер за надворешни работи на Грција. Меѓу другото го прашав, бидејќи го негира македонскиот народ, јазик, го прашав, меѓу другото, дали можете вие, како професор, доктор на науки, советник за надворешни работи на грчката влада, на министерот за надворешни работи, да ми кажете колку време е потребно за да се етаблира еден јазик, македонскиот јазик. Па вика, ова тешко прашање, не можам да ви одговорам, прашате лингвисти. Ја му кажав дека според лингвистите кои што проучуваат настанувањето на еден јазик, дека треба 2 до 3 илјади години да се етаблира јазик, посебен јазик како што е македонскиот јазик. Така да, сепак Богоевски многу подетално ја истражува историјата, тој долго време патуваше из разни места во Македонија, ги снимаше со дрон и како резултат на тие непосредни проучувања ја напиша оваа книга. Јас ја прочитав и напишав еден тамо да речеме коментар. Меѓу другото и стоам за тоа дека ние не можеме да се декларираме дека сме старословени или антички, не знам, македонци, дека на овие простори милиони години со години назад живееле тука граѓани. Сите тука што живееле се чувствувале како македонци на овие простори. Значи од овде тргнувале многу на разни страни во светот. Исто така доаѓале многу тука и секој оставал по нешто. Но важно е дека сите гордо кажувале дека се тие македонци. И сега историската наука нека ги разгледува сите можни докази, артефакти, се во прилог дека ние сме староседелци. Се разбира дека се мешале тука народите, но факт е дека ние сме македонци и не може никој да го оспорува нашиот идентитет како македонци. Тоа е друго што науката после кажува дека кога почнале да се формираат нациите, тоа е сосема друг пристап. Важно е дека ние што живееме на овие простори сме македонци. Така, тоа е. Трајанов, значи етногенеза и култура на древните македонци. Одлична книга, многу ја бара, многу ја купија, мислам дека е потрошена. Тие што ја отпечатат дополнително издание, бидејќи имаше голем интерес за емисијата со Слободан Могуевски, вие сте рецензент. Со Могуевски бевте директор на јавна безбедност или подсекретар за јавна безбедност, тој беше подсекретар за државна безбедност, сега нели модерно да се нарекува директор за државна безбедност. Малце чудно да речеме кога луѓе кои биле на високи позиции во полицијата се бават со историја. Кај нас некако се измеша работите. Тие што се историчари се бават со полиција, тие што се полицајци се бават со историја, тие што се доктори влагат во политика, тие што се политичари се бават со здравство и никако ни е килава државата. Ајде да почнеме од пред 30 години да не одиме во античка Македонија.
случајот со осомината, многумина го сметат, вие сте дел нели на случајот со осомината, вие Слободан Богоевски, со него не го третиравме до тој степен, го дефинира како бунт против комунистичкиот режим на Лазар Колешевски, кој беше газда, хјазјаин, прв човек, некрунисан крал на Република Македонија. И остана да лебди во воздух кој бил идеологот на таа група на осомината. После интервјуто Слободан Богоевски ми се јаве неколку луѓе, спомна име на контраадмирал Кузман Савески. Дека тој почнува прво со одредени анонимни писма, дописи, одредени информации кои ги доставува анонимно, кај што почнува да го демонтира ликот и делото на Лазар Колешевски, дали контраадмиралот, кој бил заменик таму на Бранко Мамула. Кузман Савески е идеологот на ова група со осомината и да почнеме интервјуто тамо да го разработуваме и да ги анализираме сите работи. Нема никакви допирни точки. Овој бунт, своевиден бунт, е автентичен бунт на неколку мина што бевме таму. Ја бев начелник на управата за издржување на безбедносни појави. Богоевски беше заменик начелник исто на другата управа во државна безбедност. Аце Диневски, во суштина бевме тројцата кои што... Вие тројцата сте главни. Да, ние целата работа иницииравме. Јас ја напишав стратегијата како ќе се одвијат сите овие активности што ги планиравме. Слободан Богоевски беше председател на акционна конференција на Сојузот на комунистите, ја бев председател на Советот на работната заедница на МВР, а Диневски беше во оделот каде што беше и Слободан Богоевски. Така да се она што се случуваше, ние тројцата го подготвувавме и се одвиваат тие процеси на начин како што ние предвидуваме дека ќе се одвиват, знаеме дека тоа е исклучително тешка и ризична операција што ја започнавме. Тогаш бевте на позиција, значи вие не. Јас имав највисока позиција. Значи целата ова структура или ова тројка што спомнувате имате највисока позиција. Бевме ние практично во аналитичките управи сектори, каде што имаме допир до најголем број на информации. Најсензитивни информации стигнуваат тука од цела држава. Во еден период исто така го подготвуваме така наречен билтен за актуелни безбедносни настани. И тој го доставуваме и до Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, но и до државна политичкиот врв во Социјалистичка република Македонија. И до другорот Лазо. Веројатно другорот Лазо. Тој беше прв на листата во корисниците. За разлика што немаш никаква функција, да. Тој практично. Тука две работи сам да ви кажам. Александар Диневски го спомнавте. Гледате, од оваа тројка, вие застанавте министер за полиција, значи имате врв на политичката кариера во струката или во службата каде што се работеле, а двајца од нив завршија во затвор. Например, од осомината, тоа е едно прашање. Второ прашање, дали можеби вие ќе гледате, сте рецензент, не мислам на вас лично, еве Слободан Богоевски, секогаш ги дефинира, луѓето ве дефинира дека сте можеби вие татковци на процесот на антиеквизација, дека сте предходница на Никола Груевски, дека тие процеси всушност во Република Македонија почна од дел на структури во Министерството за внатрешни работи, не само што на манжетните, на копчињата нели беа ставени, беше знакот од Бегина, тоа беше тогаш државно знаме во Република Македонија. Меѓутоа Стојанандо во едно интервју, кој го имаше за емисијата во Центар, го анализираше значењето на зборот Алмако, Александар Македонски корпорација, тоа беше Алмако банка, кај што еден или двајца од осомината беа во дел на акционерската структура на таа банка или на таа групација која застана зад Васил Топурковски. Може ли оние две прашања за почеток и после ќе анализираме се што правеле осомината? Јас можам да потврдам дека ние сме навлегувале во архивите, сме имале огромен интерес што пишува во архивите на МВР, во архивата на јавна безбедност, на државна безбедност, како се случувале некои настани, како се одвивале некои настани и така натаму. И тоа сме проявиле интерес за корените на македонскиот народ. Дали е тоа што го учиме во учебниците, дека сме дошле 6-7 век, што не е спорно, дека се движиле народите тука. Кренов ги има во архивите на МВР одредени такви информации за племените. Има информации за истражување, кажување на наши дејци пред практично формирањето на македонската држава. Тие после тоа биле во обработка на службите, затоа што
Биле во немилост. автентично ја презентирале автентичната историја на македонскиот народ и тие биле во обработка на службата за државна безбедност и тие досија ако ги отворите, ако читате, ќе видите дека тоа што ние го учиме во учебниците не е одраз на реалните факти, туку таа е една во голема мера фабрикувана историја и која што, да речеме, не маргинализира како народ. И веројатно тамо тој интерес. Инаку околу Алмако нема никој од особината, никој не бил во било каков управен или не знам борд на Алмако. Од структурата на советничката структура на Алмако корпорација. Нема никој од тоа. Тоа нели беше никој искажување на комисијата во центар и дека од тамо доаѓа името. Никој нема. Јас за Алмако банка само можам Александар да Македонски корпорација. Не, значи никој не бил во Алмако, апсолутно никој. За Алмако можам да презентирам одредени факти. Алмако кога се формира банката, значи запаѓа во криза, јас бев во владата и председателот на влада Лупчо Ѓорѓиевски во договор со Васа Топуровски предложи санација на банката и голем број најавни предпријатија одвои околу 22 милиони марки за санирање на банката, која што пропадна. Жанко Чадо и не знам некои други, практично отидоа парите. Значи, тоа беше на голема криминална шема, каде што јас се спротивставив на владата дека не треба да даваме пари на таа, нали, беше приватна банка. Меѓутоа, сепак одлучува така да никој, јас барам, не сум информиран, али можам да потврдам дека никој немал никаков удел во формирањето или единствено знам дека како се распадна, како ги трансферира парите и како тоа беше на штета на државата. За покасно пак фирмата која што ја води Митко Николовски, која се баваше со Димитар Николовски, при некои, не знам... Димитар Николовски беше ваш колега. Да, тој беше подсекретар исто така. Министерството за внатрешни работи. Предходно беше во државна безбедност. Тој беше во Алмако корпорација. Да, он таа фирма ја презема и не знам кој друг бил со него. Главно се бавеше со продажба на вино и во некој период кога беше Топурковски како председател на не знам некоја јавно предпријатие што беше за обнова. Тајвански кредити. Му доделуват, не знам, околу 5 милиона марки и заради тоа за откуп на грозето и отворија процес околу тоа, тогаш Васе Топурковски и Јован Андонов 8 години се водеше судски спор против нив и на крај судот ги ослободи од одговорност, но во меѓувреме замислете 8 години да постојано предизвиката. Да. На крај се расчисти таа работа дека немаат одговорност. Жанко Чадо е министер за стопанство. Тој влада на Лупчо Ѓорѓиевски, говоревме нели за Алмако. Ке се вратиме на осомината. Жанко Чадо е министер за стопанство, а Никола Груевски тогаш е министер за економија. Тоа е ново формирано министерство, меѓутоа нема за трговија. За трговија, се извинувам. Тогаш е нели ново формирано министерство. Условно речено предодреден му е Жанко Чадо. А директор на таа Алмако банка е Методија Тошевски. Тој беше прв министер, последен министер за финансии во влада на Глигорije Головски и прв министер за финансии во експреската влада на Никола Клюсев. Чисто за нашите гледачи да може да со потекло од Егејска Македонија, за да може да сватат за каква една структура станува збор. Таа Алмако банка во еден временски период сака да ја купи Македонска банка. Тоа е една од најспорните банки во Република Македонија, преговарат со некои француски компании за купување на Октав, веќе тогаш министер за внатрешни работи. Меѓутоа тука сам да ја прашам, вие бевте и Никола Груевски како да ги измешавте позициите и картите. Вие бевте како предлог на Демократска алтернатива министер за внатрешни работи во таа влада, а Никола Груевски беше како предлог на ВМРО ДПМН, министер за трговија во таа влада. Всушност вие бевте секогаш поблизок во почетокот со ВМРО ДПМН, Никола Груевски беше поблизок со Демократска алтернатива. Ви се мешаа некако патеките и правците со. Јас бев предложен
и од Ѓорѓиевски и Топорковски заеднички договор има да ме предложат како експерт од Министерството за внатрешни работи и не бев вклучен во партиските активности ниту на ВМРО ДПМН, ниту на Демократска алтернатива. Меѓутоа во поделбата ме ставија како министер од Демократска алтернатива, бидејќи некои соодно зградеа партиите колку министерства две третини со една третина. Така некој беше, меѓутоа Таа коалиција Портокара со Грција што беше направена. Да. 98 година. Значи, Груевски беше на предлог на ВМРО ДПМН, претходно, не знам дали бил член во Демократска алтернатива или не Гордана бил. Јанкуловска Со Гордана Јанкуловска била член на биле Демократска. заедно таму, али Да. сега не можам да потврдам. Не можеме да го прашаме во Будимпешта. Да, Не он можеме да беше го прашаме. министер за трговија, беше доста пасивен, не беше активен во владата, така беше многу млад и условно кажано не се слушаше неговиот збор. Така да таму од доминантно влијание се знаеше кои неколку министри имавме, Камбовски, јас, Борис Стоименов, се разбира председател беше Лјупчо Ѓорѓиевски, секогаш корешниот збор за сите одлуки, битни, круцијални ги носел, ги заклучувал тој. Тренов, Александар Диневски е дел од осомината и подоцна во операцијата или во аферата Шпиун завршува во затвор. Во притвор, не знам дали има и судска пресуда, нели? Тоа беше голема афера, 20 луѓе, доста познати луѓе во македонската јавност, обид за државен удар. Ке го отвориме подоцна тоа прашање, меѓутоа тоа е дел на осомината. Постојано се спомна Тошо Шкартов, како некоја сила еминенција на службите во Република Македонија, експерт за бугарски врховизам и за албански тероризам. Има информација дека Александар Диневски му бил асистент на Тошо Шкартов на факултетот за безбедност или како се нарекува, а дека освен Александар Диневски му бил и Зоран Верушевски асистент на Тошо Шкартов. Вие ги знаете работите. Можеме ли таа информација да ја потврдиме или да ја демантираме? Не, Диневски не бил асистент на Тошо Шкартов, Верушевски мислам дека бил. Тошо Шкартов направи една приватна картотека надвор од правилата за работа на државна безбедност во својот стан. Паралелно практично водел досија и во службата и така наречена картотека за настани, пишувања и во својот дом. Со него никој од нас не сме имали некакви блиски контакти. Уште помалку дека бил во текст со она што се случува, апсолутно. Немале никоја информација. Ние сме ги држале тука затворени информациите. Тошо Шкартов беше како држава, вела дека на работа дел во 15 часот, кога завршува работното време за останатите. Значи со сиот почит према него бил оперативец познат, комуникативен со оперативците, ги обучувал, ги вклучувал, воведувал во работа. Џо Петревски, Томислав Симовски, Васил Мукетов, нели роднината на Трајко Мукетов, значи клучни луѓе има поставено на клучни функции, например, за таа него има линија Кавадаречка Мукетов станува прв човек изградена, на алкалоид. да речеме, на ака за него представа дека бил успешен оперативец. Така да го дефинираме. Инаку, ние кога ја направиме таа стратегија за... Го имаше ли на линија Банчо Михајлов, Тошо Шкартов? Тоа е приказната, нели? Има пишувани материјали Има, од така. контактите, што ги држал. Не само со Банчо Михајлов и се другите, со имиграцијата, тој практично проучил целокупната наша имиграција, но јас сакам да кажам една работа, дека службата за државна безбедност во тоа време има исклучително негативна улога во целокупното свое действување, се додека не настана плурализмот, значи 1991 година. Значи тие ги обработувале за да ги неутрализираат, бидејќи голем дел од нив биле за самостојна Македонија, промакедонски ориентирани. Сега, бидејќи Банчо Михајлов, тоа значи дека се бореле, создавале, твореле и така натаму за самостојна Македонија. Не биле тие за Македонија да биде со Бугарија, не биле да биде со Србија во Југославија. Сакате да кажете дека Банчо Михајлов бил користен за да се компрометираат сите николци на македонски патриотизам, желба на македонците во диаспората да помогнат за независна Македонија? Што пријавиле, да речеме, своји изјави, коментари и така натаму написи за самостојна Македонија, службата ги ставала во обработка и ги крстела Банчо Михајловисти.
Значи тие се за Македонија да се припои со Бугарија, а не се за самостојна Македонија. Стигматизирање. Во суштина, сојузната државна безбедност, како што било тоа во Хрватска движењето, не знам, имало и такви движења во Словенија, али главно Хрватска и во Македонија. Сојузната служба ги обработувала сите овие за да не се создаде, да речеме, некакво движење за отцепување на Македонија. Критична маса, значи да не. Тоа секој биле Отцепување од Југославија, отцепување од Југославија. Тоа е главната теза. Така да јас, пошто сите тие активности сум ги проучил, анализирал и тогаш се јавувало поривот дека во суштина ние кого обработуваме. Натаму имаше многу настани во тоа време. Имаше еден адвокат го затворија председател на окружен суд и читајќи из материјалите гледам дека се е тоа по политичка порачка, дека тоа ми семна пресметка. Имаше тоа и јавна, а голем број на случаи заедно ги обработуваат двете служби. Јавна и државна безбедност. Јавна и државна безбедност. И така започна тоа, да речеме, читајќи ги информации што се случува околу нас. Остава плурализам. Требно да им објасниме на луѓето. Да. Јавна безбедност е униформа во најголем дел, нели? А тајна или државна служба или државна безбедност е луѓето, нели, кои се овие разузнавање, тајни служби, слушање, прислушување и така натаму. Во државна безбедност Центар за прислушување беше под нива контрола, има посебна служба за следење, контраразузнавање, разузнавање, али државна безбедност беше врзана за Сојузната служба за државна безбедност. Значи, многу подсврсто. Посебно околу обработка на нашата миграција. Јавна безбедност, освен полицијата, имаше, да речеме, оперативни служби. Значи, многу побројна, оперативната служба беше многу побројна, ако компарирате со државна безбедност. Тие сите заедно беа, не знам, околу, некаде 400-500 луѓе или помалку. Јавна безбедност, оперативните служби беа некаде 1500 оперативци имаше. Зборуваме, значи, имаше управа за оперативни работи, која беше голема, секаде имаше исто така во секоја општина оперативци, полицијата, командири така натаму. И сега сите почетни информации доаѓа од полицијата, од полицајците. Тие служат, разговарат, пишат белешки, ако е некој случај покрупен, интересен, сигурно дека и они самостојно отварале некакви обработки. Но вие сте првата. Неколку илјади репресирани лица ги обработуваше полицијата. И со години пишуваат, еве сега вака за, да речеме, полицајец пишува, тој репресирано лице, тие државна ги репресирала и ги дала сега да ги покрива јавна безбедност. Осваре контакти со тој и така натаму, кој ќе провериме, он починал веќе. Такви имаше состави. Сака да кажете дека една богата архива си постои во Министерството за внатрешни. Сето тоа постои, не верувам дека веројатно и денес постои, така? Постои, тоа е микрофилмувано, архивирано. Ако постои, а Богоевски кажа пред 2 недели дека службата имала воспоставена, дека македонската служба има воспоставена соработка со Красимир Каракачанов, поранешниот министер за одбрана, кој се гледам демантира нешто во Софија и во Бугарија. Можете ли вие да потврдите, бидејќи сте биле прв човек на јавна безбедност, дали имало контакти со Красимир Каракачанов? Дали работел за македонските служби? Сега не можам до крај отворено да зборувам за македонската држава. Ја верувам дека тоа што го презентираше Слободан Богоевски, дека тоа е точно. Како министер за внатрешни работи, во тоа време не беше тој актуелен, веќе веројатно заменет во Бугарија, но спораднични информации, бидејќи не бил предмет на интерес во тоа време, тука престојал, студирал и така натаму, имал контакти со службите, во какво својство, тоа не сум го проучувал и не сум имал интерес директно да проверам во какво својство тој е присутен тука. Има ли средба во денешно дал Метфу, а поранешен Пелистар, кафана Пелистар во Скопје, припадници на Македонското министерство за внатрешни работи или како тога се нарекуваше тој орган, со Красимир Каракачанов, каде што е документиран Красимир Каракачанов, дека соработува со македонските органи? Па мислам дека да.
и има некоја средба во Штип. Да, меѓутоа Да не откриваме, има некоја да. средба во Штип, кај што требало да се прави каса Викам, прими, има спореднишни каса информации, исплати. има до кои јас вака сум на еден или друг начин до тие информации стигнале до мене, но не можам да потврдам, да речеме, не сум го отворил досието, ако има такво досие, дека тој прифатил соработка, затоа што таа постапката за соработка е документирана. Затоа може би треба тоа сепак Виктор Димовски го прашаме. Виктор Димовски, тие знаат си постои кај негови архиви, Да. си ги постојат тие материјали. материјалите постојат. Секој нешто бил соработник, информатор, тие се од траен карактер. И поред тоа што има правила за ништење и така натаму, но останува. И работа Соработничката останува. мрежа останува. Дали бил или не бил, сепак треба тоа да се провери за да. Но јас верувам, бидејќи Слободан раководеше со служба за државна безбедност, тој изворно ги добиваше материјалите и верувам дека тоа што го презентира е Према. така. Пред да прашам за сумината, уште едно прашање. Сте вработиле илјадници луѓе во Министерството за внатрешни работи. Вие го вработивте председателот Стео Пендаровски во Министерството за внатрешни работи? Па тогаш Гроздан Цветковски го предлагаше, ние се познаваме со Стео Пендаровски, беше завршен, што тука е завршен правен факултет со Панде Лазаровски, се дружија, социјалдемократски, не знам, социјалдемократска унија, Со на Иванчо, Славко Миса- со Иванчо Донев да не беше и со Иванчо Славко Донев. Милосавлевски беше таму, тој е активен. Нешто тука они Социјалдемократска партија си каже. Социјалдемократска партија, не знам точно, е така. И сме имале неколку контакти и после беше предложен за да се вработи министер кој беше тогаш, дали Мјалков или Фршковски, не може да се сетам, важно дека он после се вклучи и беше, јас го поставив началник на аналитичката служба, кај што јас руководев, а претходно работеше како шеф на кабинет или советник на Диме Ѓурев. Шеф на кабинет на така Диме да подолго време ние сме соработувале и го промовиравме практично во потпарол на Министерството за внатрешни работи, во исклучително кризна состојба. Тој ја држеше комуникацијата со новинарите, беше отворен за соработка и на тој начин практично после тој ја доби поддршката од медиумите и во другите настапи и така натаму. Преземене од јавна безбедност, бидејќи беше адвокатски приправник, вработена во јавна или во државна безбедност? Во јавна безбедност, во аналитика. Голема желба му било да биде во државна безбедност, веројатно не исполнил критериуми да биде во државна безбедност. Нервозен, неверојатно, нема стабилно. Под исти критериуми ги вработуваа. Немаше тука Немаше различни. иста процедура за вработување, немаше разлика. Меѓутоа, каде имало приоритет, потреба, таму ги На вработуваа. последните претседателски избори, например, два ваши фаворити учествува во председателската трка, Гордана Да. Силјановска, или ваш кадар, како велат, бидејќи сте близок пријател со незиниот сопруг и Стео Пендаровски, кога сте го вработиле во Министерството за внатрешни работи. Значи, Гордана Силјановска, ние сме соученици, заедно студираме правен факултет, се познаваме од 72 година. Како Така вели, да, она била детелинка на македонската пролет, бидејќи беше во млада либерално или демократско-прогресивна странка. Да, беше министер од Либерална партија за локална самоуправа, да не погрезам, не знам дали така. Беше за, точно, да, беше. Иначе со нејзиниот сопруг исто се знаеме долго време и така да комуницираме и така расправаме за разни теми. А со Стео Пендаровски се разбира дека имавме непосредни блиски контакти, соработувавме. Тој условно кажано тогаш беше мој соработник, али не во друга смисла, него професионално соработувавме. Добро, може били соработник, не знаеме ние. Не мислам соработувавме на Од соработник? професионално, во Али колега. успешно ја извршуваше, посебно улогата на потпарол, така го третира потпарол, помошник на министрот, потпарол и така да добро се снајде со таа улога. Осомината. Многумина смета дека тој процес на осомината е пандан на словенечка или љубленска младина. Дека ако од младина почнува условно речено процесот на растурање на Југославија, дека овој случај или ова афера со осомината всушност значи процес на демократизација и рушење на комунизмот во Македонија. Тогаш е Петар Гошев, прв човек на Сојузот на комунисти на Македонија, Васил Тупурковски е член на претседателството на СФР Југославија од Македонија, или чисто да објасниме, Глигорije Гоговски е премиер или председател на извршен совет, Тито Беличанец е негова десна рака,
Тие се во блиски релации со Љубисав Иванов Дзинго, нели? Покојни силе, групацијата, Тетекс групацијата и така натаму и така натаму. Така се воспоставени нели картите на масата и Лазар Кулишевски е врвот. Врвот. Јаков Лазаревски е, меѓутоа Јаков Лазаревски има еден неуспешен обид да помисли да биде кандидат на Македонија за член на Сојузот на претседателството на СФР Југославија. Што значат усумината? Следејќи ги сите процеси на меѓународен план во Европа што се случуваат, почна комунизмот да крахира, почна демократски процеси. Во Југославија почна едно движење, не знам од Македонија дали Милчин, кој беше член, па То уидини. Јанес Јанша, Удружена Дрновшек и така натаму. И ние ги следевме, бидејќи сите информации доаѓаат тука. Добиваме повратно исто така билтен широк од цела Југославија што се случува. Имавме пристап и на информација од отворени извори, но исто така и доверни информации. Тоа значи дека имавте сигнали. Дека почна еден процес на заговарање плурализам. А кај нас, значи, службата за државна безбедност беше инструмент на Сојузот на комунистите, за дискредитација, политичка ликвидација на сите они што поинаку размислуват од партијата, од Сојузот на комунистите. Како да ги променеме работите си? Тош прв човек е Јован Трпеновски. Да. Не. Цане Андоновски беше министер за внатрешни работи. Александар Андоновски беше. Александар Андонов, а Киро Коштанов негов заменик. И започнаме сега ние да видиме како Адвокатот Андоновски е синот негов, нели? Тој е еден од првите што ги апсеше во МРДПМН во времето на Никола Гуриевски, Саша Андоновски, ако не се лажам. Не знам да не направам некаква Се работник на Владо Бучковски, да. Мислам човекот што го носи на аеродром. Го донесува. Почнеме да разговараме како овие, почнеме некаква расправа за деформациите внатре во МВР, околу делење на оружје, меѓу другите на Глигорија Гоговски му поделија пиштол. Кој му подели? Значи, Александар Андоновски, еден од министрите, сега, ние видовме дека вака како што поделба на станови и други деформации, али главно имаме некои случаи каде што е злоупотребена службата за државна безбедност, на некоја, значи јавна безбедност, значи невини луѓе се дискредитират и се праќаат во затвор. Повеќе случаи беа, не беа 2-3, десетини такви случаи. Викаме што да правиме, како да државна безбедност да не биде сервис или ударна тупаница на Сојузот на комунистите. И започнаме да разговараме на таа тема, да ги инициираме работите и како што наглас ја направивме една стратегија како да действуваме. Делуваме преку партијата. Имаше 12 основни организации на Сојузот на комунистите во МВР. Кога започна овие процеси да расправаме за деформациите во МВР, значи јавна безбедност, сите организации до една гласа за надминување на овие состојби. Имаше проблем од државна безбедност, бидејќи таму беше многу поголемо влијанието на Лазар Кулишевски. Куковски, како подсекретар на државна безбедност, Душко Митевски, имаше и други кои што дневно го информираа Лазар Кулишевски што се случува таму. По градски комитет, не знам, некоја функција имаше Тито Петковски, Васко Којсточиновски, председател на градски комитет, овој секретар или некаква таква позиција. Тоа е структурата на Лазо Кулишевски. Кога започнаа сите овие активности, паралелно ги водевме преку партиска активност и самоуправните тела, Советот на работна заедница. Добро, Тренов. Кога почнавте, која ви беше целта? Ве видите, сте ги примали информацијата од Југославија, од републиките, од Белград. Се гледало дека комунизмот се растура, се распаѓа. Кој беше крајната цел? Независна Македонија? Целта што повеќе партиски систем, зачувување на Југославија, која беше целта? Да го разобличиме Републичкиот секретар за внатрешни работи, посебно службата за државна безбедност, како што реков, значи преку неа ја реализираше политиката Сојузот на комунистите и што е најважно, бидејќи видевме дека започна плурализмот да се зборува за тоа. И ние мислиме дека е многу подобро да биде Македонија плурална држава, една од
републиките во тоа мислите време. дека ако ја И растурите тоа беше државна безбедност, многу чудно. дека ќе може да се води повеќе партиски систем во Македонија? Мислиме дека за демократизација на државата главна кошница беше Министерството или Републичкиот секретар за внатрешни работи, посебно службата за државна безбедност. И кога ги започнеме сите овие активности, тоа навистина беше, да речеме, условно кажам, херојски потвод во една ваква конзервативна институција, каде што субординацијата е силно изразена. Тоа 88-89 година. Но ние што одлучиме? Значи, паралелно да имаме активности тука во секретаријатот и да ги информираме медиумите. Многу тешко се пробиваше. Мислам дека имаше еден новинар Радовановиќ, Бранко Радовановиќ, во една случајна средба, македонска телевизија беше. радио Скопје. Ми вика друже Павле Тријанов, вика, јас сакам да ви дадам еден совет, вика, ама никој да не ме виде, не ме слуша, вика, само додете во јавноста, вика, иначе ќе ве ликвидират, вика. И јас тоа го разговарам со Богоевски, со Диневски, со другите што ги вклучија, но, вика, освен ова, почнеме да одиме кај разни носители на високи позиции. Кој ви даде подршка? Сакам само ова да нагасам, значи, кога настана овие турбуленции, формира една работна група, ја водеше Тито Беличанец, извршниот совет, да ги испитат деформациите. Јас со Тито Петковски бев Тито Беличанец бев во исклучително добри односи. Како председател на студентите на правен факултет, сум полагал кај него, професор Нетков, значи имав десетка. Ние бевме вака во многу добри односи и почна да разговара отворено, посебно со мене, и ние овие работи сега што ги зборуваме ги кажував и со него. И имаше еден позитивен пристап да се расчистат работите и дури беше на страната на сите тие што се дигнавме практично. А не беме ние само осомина. Значи 99% овие активности ги поддржаа вработените во Министерство за внатрешни работи. И јавна и државна бедност, само еден мал дел се спротивстави. По одредено време доаѓа сосема спротивно. Него го викна Лазо Колишевски со Григоре Гоговски и му рекле ова да исчистите света. И го менуват Александар Андоновски, го носат Јован Трпеновски. Јован Трпеновски ја носат одлука за да не оддалечат практично. Што значи да ви избркаат од работа? Не отстрани од работите места, значи немаме пристап до МВР. И оваа работна група, еден од членовите на работна група, тоа е Светок Лупчо Арсовски, познат амбасадор во Македонија, он тоа го презентира пред повеќе луѓе, предложил да се примене мерката изолација, да бидеме однесени во јасен, и мерката електрон. Електрон значи ликвидација. Значи тоа предложена работна група и за тоа расправале кај Јаков Лазаревски, кај Колишевски, кај според кажувањето на Љубисав Јанов Зинго, кој што верувам дека точно беше близко дека со Колишевски. без разлика што целата оваа операција била под покровителство на Лазо Колишевски, он не се сложил со ликвидација. Лазар Колишевски не се сложил тоа, Зинго, Љубисав Јанов Зинго ми го презентирал на мене. Но факт е дека, видите сега со какви луѓе ние сме имале работа, да предложи осомина да бидат изолирани во Која година? Значи тоа е 89-та година. Значи веќе се гледа падот на Берлински зид, значи се растура комунизма. Значи веќе има раздвижување, плурализам во чувствува. другите држави, се чувствува дека ќе има промени. И мислам дека навистина Не, веќе 90-та година има и први замислите непостојан избор. Идејата за плурализам да произлезе од Македонија, од Министерството за внатрешни работи е најконзервативната институција. И тоа знаете дека почнаме ние да го шириме преку медиумите борба. Уредник на борба, дописничето на борба во Македонија беше Драган Николич, а тука новинар беше Ненад Батковски. И почнаме тука да ги презентираме информациите, за да нема докази кој ги дал информациите што ги објавува борба.
ќе ги откуцаме ние во коверт и ќе ги ставиме под вратата на борба за тој да ги земе и да ги објави после. И он стварно не знае кому ќе донел информација, дали во суштина знаеше дека тоа ткање спотекнува. Па осум новости, но после започна да објават и македонските вечер на Македонија. Добре, тренор, значи вие спасивте глава благодарејќи на Лазар Колишевски. Всушност вие се боревте да го демонтирате режимот. За ликвидација, тоа е кажување сега, само има друг тек. Значи сте требале да бидете однесени во Јасен. Во Јасен, да. Тој е ловиштото Јасен, тамо нели има дел и резиденција, мислам, да, кај што го носеле Драган Богдановски на истото место. Се има приказни дека тамо е носен Драган Богдановски, дека е носен во некои станови, дека тамо се материјали снимени. Скрипти правени. Има подолго време разговарано со него. Вообичаено тие разговори се снимени, после се репродуцирани, каде завршиле. Работел со службите. Он долго време во обработка на службите. Значи е под третман на службите и он и така е донесен како носител на идејата за припојување кон Бугарија. Во суштина тој се промовирал дека е за самостојна независна Македонија, а не Македонија да носи, да спојува со Бугарија. Но има контраверзни информации, има информации кои што кога го донесува Македонија, после издржување на затвор го сместува во стан на државна безбедност, и тука тој е озвучен, разговорите сите што ги водел, што му доаѓале пријатели, се снимени. Е притискан доста време за да прифати соработка. Формално тој не прифатил, но покасно имаше одредени материјали кога веќе ВМРО се конституираше како партија. Имаше одредени информации, службени белешки, пишувања врз основа на разговор со Драган Богдановски. Што подготвува ВМРО, каде ќе имат митинг, кои се идеите, тезите, но после тоа тој ја напушта Македонија, настанува надоразбирање помеѓу него, Борис Мејковски и Лјупчо Георгиевски. Мислам неговиот пат сега го знаеме како се више тоа. Важно е дека ова сега одлука што донесе министерот за внатрешни работи. Ова говорите за Јасен и не, за суспендирали отстранување. Добро. Они подготвуваат кривична пријава. Се извинувам. Ве однесува ли во Јасен? Не. Значи не. Они подготвуваат кривична пријава против сите нас на 18 страници. Само се извинувам. Ако треба да има елиминација, се говориме за 89-та година. Го се употреби една формулација која ми остана, која беше многу интересна во интервјуто со него, вели: ако сакавме да го елиминираме екс-министерот Јордан Јалков, немаше тоа да го правиме во Србија или да користиме српски. Тоа Бугаевски кажа, да. Тоа го кажа. Да, вие рекоте Груевски, да, за тоа. Бугаевски се извинувам. Службата беше во Македонија среден и беше многу силна и многу јака. Службата ги прави тие, например, ако во однесе во Јасен и се пристапеше кон ваша елиминација, тоа го правеше службата, бидејќи ние знаеме дека сојузната служба тоа го правеше преку Аркан, преку Белградско подземје, сите тие што беа во Франкфурт или Белградско подземје, таа германска врска, всушност беа соработници на службата. Аркан беше син на полковник или подполковник на Јана. Значи, дали службата, например, би извршила ликвидација ваша? Значи, само службата имаше такви правила, мерки, не знам, од наблюдување и така натаму се до задржување и последна мерка која што никош не се применила во Македонија, електрон. Тоа е, не знам, во случај на бун голем, не знам, немери како сценарио постои? Не, како мерка, пишува електрон. Се дефинират и во таа мерка електрон имало доста луѓе ставени од Македонија. Во случај на немери, за да се смира состојбата, тие ги третира дека како први ги елиминират, ги ликвидират. До тоа не дошло, значи никош не се случи. Значи вие сте во електрон? Ние во електрон, знаејќи ги овие мерки, на оваа работна група предложил еден, не сакам да го именувам сега, предложил изолација и мерка да се приме електрон, да бидат ликвидирани, бидејќи сме нарушили стабилноста, безбедноста на Република Македонија и поширока на Југославија. И сега ние, кога добивме информација, а тоа е интересно, Језимир Богдански, како председател на председателството на Македонија,
се оди секој ден во Куманово и оваа целата кривична пријава му дале да виде за да одобри председателство на Централниот комитет на Сојузот на комунистите дека ќе ги затвора тој осомината и го обвинението и сега се консултира што да прават, но тој во колата кај што седел го оставил во еден коверт тој материјал и еден од луѓето, возачот или тој до него, го зема и го дава на мој пријател Мико Мирослав од Куманово, командир таму, или близок до командирите некоја позиција од село Лојане. И тој ми се вика, нашол да дојдете, вика, тука. Готови сте. Не, вика, да дојдете, немаш. Ама уплашен, по 300 комбинации напред за да дојде. Одеме таму, читаме тоа. Ни го дава материјалот. Дека бе катастрофа, веќе напсат, готово спремни. Готови сте. Или сега што се договараме што направиме, ама И бил пошто сме и бил будин пешта бегат. Не, ние не се договараме ние, али се без телефони, без статични не. Ништо, директно се договараме да одиме кај Петар Грачанин, сојзен министер за внатрешни работи. И сега, тоа е интересно само добре. Петар Грачанин е војно лице, генерал, меѓутоа сојузен министер за внатрешни работи. Ногта увозо сите граждани правци, купе се возиме, сабалето стигнуваме во Сојузен секретар за внатрешни работи, чекаме тука прием кај Петар Грачанин, е најавот и доаѓа Душко Трајковски, поможник, сојузен министер за внатрешни работи и одговорен за информирање аналитички работи. Што барате тука? А ние се знаеме, беше тука во државна безбедност. Вика, бараме прием, вика, ја ќе го однесам одма горе. Ајде со мене, одиме таму. И не примон си одиде, останавме да разговараме сега со Петар Грачанин, да му представиме што се случило. И он кажува, вика, мене ме прими во Комунистичка партија, вика Лазо Колишевски. Он извршувал функции во Македонија. Бил како официр со висок чин. И вика, изборува афирмативно за Лазо Колишевски. Алијација Диневски седи тука, една бела кеса материјал носи неава таму и прв да зборува и почна да зборува, вика нас, вика ова, вика да го направи Лазо Колишевски, али му звони телефон на Петар Грачанин. Јас гудира, вика маце, абе слушаш ли што зборува во Сојузот во Комунистичка партија го примел, викам Лазо Колишевски. Кај сега против него ќе збориме? И он вика, добро, немам што да зборам. И овој вика, не те разбрал што сакате да кажете, и сега се уклучиме јас, Богоевски, други да зборуваме, му објаснувам и он се ева на Јово Трпеневски. Вика, како си, што си таму? Што си подготвувал, вика, ти осомина? А веќе знае, цело го Слебек пишува, тоа дигнато до највисок степен. И му кажува, вика, кај мене се вика осомината, тука, што вика ти размислуваш и така натаму го испрашува. И тој почна да кажува нешто, ние не може да слушнеме што е тоа. И завршиме разговорот, не испрати, вика, одете си, никој нема да ме апсе. Е, така заврши таа работа. Значи, ке Петар Грачанин. И се ние поднесуваме жалба. Да не избе. Петар Грачанин, како да речем, убиството, смртта, нестрекниот случај на Јордан Мјалков, кој доаѓа и е прв министер за внатрешни работи во експреската влада или во независна Македонија, Богоевски рече дека не одел на средба со Петар Грачанин, тоа беше приказната која се раскажуваше во Република Македонија, дека ненајавено, без да им јави на Никола Клюсев и на Кирил Григоров, Јордан Мјалков, кој ви е шеф, кој е министер за внатрешни работи, вие сте нели подсекретар за јавна, Богоевски подсекретар за државна безбедност, оди во ненајавена посета на Петар Грачанин. Сега Богоевски не одел во ненајавена посета на Петар Грачанин, туку одел во Ниш, на одредени средби во Ниш. Значи, Петар Грачанин е намокна фигура, има улога и во носењето на Слободан Милошевиќ на власт, потоа нешто се скаруваат, па во сменото таа функција. Оди Јордан Мјалков на среда со Петар Грачанин или не оди? Значи, јас колку што имам информации, бев во мојот кабинет, како се случи тоа, имаше 20 суди, од судот со мене разговара и ми звона телефонот, после тука доаѓа Митко Кацарски, шеф на кабинет на Јордан Мјалков,
вика, во сообраќајна несреќа тешко е повреден, вика Јордан Мјалков. Јас макинално, значи Врање, некаде пред Врање, одма се јавив на шефот на хеликоптерско деление да го подготви хеликоптерот да го пренесеме за Скопје, бидејќи Врање е сепак провинција, нема такви услуги да му пружат соодветна здравствена заштита. И покасно од сојден секретар за внатрешни работи кажа дека починал. Дознала секретарката на Јордан Мјалков, шефот на кабинет, и дека и ние одма отидовме во Врање, разговараме со докторите, со лекарите таму, го посетиме возачот, тој беше повреден во рамото, како се случило, значи изворно разговаравме со него, јас разговарав со него. Вика, брзавме да стигнеме за Белград. Значи тоа се негови автентични зборови. Значи за Белград. Да, за Белград. Така му кажа. И вика, некаде тука пред Бујановац брзавме, почна да врне снег. Значи снег со дожд. И вика, една мала кривина, вика, почнав да пристигнам, од другата страна ми најде Шкода. Вика, ја поминав, ама малку се закачи, така објаснуваше, се закачи, вика, задниот дел, изгуби контрола, се лизгаше преку. А тука поминува, значи има мост, практично, поминува железишката пруга. И си летал, ти брзината била огромна. Леда, удира од другата страна, ја прелетел практично целата пругата, што е вака, под мостот, удира на другата страна и паѓа. И што вам кажа, дека Мјалков после исто тоа и сообраќајната за полиција станал, се качил догоре. Излегол од колата. Излегол од колата. Се жалал, дури патул се жалал на болки во градите. И прво во Бујановац, хитен случај, го префрли во Врање и од шок од тоа починал, дека ние кога отидовме беше починат. Разговаравме, да. Значи не починува на лице место. Не, според кажувањето на докторите. Значи они успеале да го носат. Ти се има во ова дека кажување дека на пат дури го носеле со брза помош од Бујановац до Врање. Тогаш почна во суштина они кажаа дека од шок, предизвикан болките, па искршени ребра, повредени внатрешни органи, крварена станал и од тоа почнал. Тоа беше и разговараме, дојде началници, шефови на јавна државна безбедност во Врање околу тоа. И побараме ние двојна истрага да има. И наши да учествуваат таму во истрагата. И тоа се одвиваше. Меѓутоа, после тоа знаете како се одвива работа. Значи се работи за сообраќајна незгода. Нема никаков заговор, нити било што. Возачот е познат моторциклист или возач на мотор. Трети пат тоа се случува. Трети пат. Два пати Мјалков ми кажуваше, еднаш дури му се запале колата, во друга прилика исто влегле во некоја опасна ситуација и со исти возач. И ми викаше да се бале, бидејќи во 7 сата почнуваше работниот состанок, вика да частам виски, вика втор пат преживев, третиот пат е што се случи. Значи, тој беше тркач возачот на мотори, брзо возеше неколку пати. Јас лично сум разговарал со него и со шефот на кабинет да најде друг возач. Бидејќи ние имаме возачи доста, ама тоа е една друга зема и така се случи тоа. Беше соработник Мјалков на службите пред да стане министер? Значи, околу тие соработници, да речеме од ВМРО, ДПМН што беа во високите бројови, СДСМ, така натаму. Направи една збирана информација Александар Деневски, кој све соработувал. Меѓутоа, значи, јас сум имал одредени принципи. Никогаш не сум се интересирал кој од СДСМ, кој од ВМРО или од, не знам, други партии биле соработници на КОС, кои биле соработници на државна безбедност, кои биле на јавна безбедност, така да и не сакам да речеме околу тие работи да навлегувам. Соработката не е толку страшна дали соработувале, затоа што системот бил таков. Луѓето, некои биле приморени да соработат. Еве јас само да ви кажам една, секој што патувал во странство. Соработува. Морал да добие виза од службата за државна безбедност. Дали ќе биде во амбасада, дали во трговско пристаништо, дали некоја друга улога. И сите тие имале врска да пишуваат материјали. Да пишуваат. Јас не сум прочител
материјал од Јордан Мијалков, од Ѓорѓи Наумов, од Клусев, од другите, ај сега да не ги наборуваме. Или се говореше дека биле во овие надвршно трговски фирми за Јордан Мијалков. Кажам каква била процедурата, за стариот Камчев. Ама не сум прочитал материјал, или да видам, да, затоа што не сум Борис Трајковски, Тито Петковски го обвинуваше, ако се сеќавате во на кампања 99 година, тој бевте министар за внатрешни работи, дека тоа е некоја не ги расистија тие работи, легално, по легален пат, да речеме, мојата професионалност, треба да ги бареме, воздржува, да, јас сега кажувам, кој се работува со службите. Имаше би било стварно неуподно, поготово што голем дел од нив се починати во години, а имало соработници од сите партии, од Либерална партија, Реформски сили, имало од ВМРО, кој што влегува во ВМРО покасно тоа, имало од СДСМ, и тоа добиле сите тие луѓе високи позиции добиле, не им сметало. Зошто сакаме ние да ги отвориме досијата 91 година? Јас предложив да ги отвориме досијата. Ќе праша само да не ни избегува. Кем Јалков имаше пишување по медиумите дека еден или два случаи има кога и самиот ке се убил со пиштол кој го имал. Сакал да носи пиштоли, Смит Ветсон или како се нарекува тие. Имаше една случка. Дека дури и самиот ке доаѓал во ситуација да може да... Јас само сакам ќе го... Значи, за осмењата да заокружиме, ние поднесоме жалба до извршниот совет. Така беше по законот. Да го затвориме тоа прашање, да го затвориме. И сега извршниот совет држи седница, расправа и на МТВ непријатели број 1 на државата. На Македонија. Ја нарушија безбедноста, стабилноста на државата. И што се случува сега? Како учека сте биле? Одлуката дека ја отфрла жалбата ја носат на сите поединечно. И меѓу другите на Бежет Бежети. Имаше еден албанец, особина бевне. И носат, па сега вака забрина, слуша телевизија, готово, вени пријатели, значи ќе ги апсат. Или ќе ве скинат, или ќе ве... Ќе ги апсат, готово, апсени има се. И доаѓат полиција, еден цивил, двајца полицајци, тие не отварат дома вратата, тие дават одлуката, тоа го прават на сите, одат кај Бежет Бежети. Жена му отвора вратата, која гледа цивил, двајца во униформа, паѓа во несвес. Вика, дојдува Бежет, вика, ќе го апсат, вика. И така... Отиде Бежет. Отиде Бежет, вика, сапа. Така, и значи тоа беше толку страшно објавено. Не знаете вие, туку само одлука е донесена и вие доставуваат во затворен коверт. Значи, не, ние знаеме, објавија на медиумите, али сега да дадат формално, правно да дадат на... На Бежет не гледа телевизија. Не гледала, ама се сплашила дека вика, после ова апсење ќе. И така, тоа заврши после тоа. Трена, пред да одиме са на Мелков, ќе памтиме Мелков. Од целата ова номенклатура, Тупурковски Гошев, Беличанец, Глигорije Головски, кои се тамо, Лазар Полиши, кои застанува зад ваша страна, бидејќи Васе Тупурковски тогаш е некоја свежа крв. Тога се појавува како некоја нова звезда, политичарот во джемпер, наметна нови стандарди, ве подоцна бевте нели во влада, бевте колеги, бевте министри, така натаму. Антиквизацијата, исти погледи, делите, тоа исто така го отвори процесот. Не со Александар Македонски, повеќе со Филип Македонски, нели книгата што имаше напишано и така натаму. И тоа ви се испреплетуваат патиштата и сферите на интересирање. Значи, председателство на Централниот комитет, комунистите расправа, тогаш веќе настана промна, Петар Гошев станува председател, секретар беше Михел Данев и они расправат и практично имало за тие мерки да бидат ригорозни, кривичен прогон и така натаму, може тоа да последваше Перо Гошев. Братот на Михел Данев е ректор на Скопскиот универзитет и е свекор на Ана Павлова Данева, кој беше подпредседател Бранко Црвенковски. Требаше министар за правда да биде сега, ако не се лажам, и понудиле, одбила сега. Јаков Лазарев уште преседава со председателство, Перо Гошев тука бил вклучен и он имал резерви према мерките што... Јаков Лазаревски. Не, Петар Гошев. Покасно станал председател, имаме со него комуникација, одиме тамо, разглаваме. Со Михо Данев исто така разговараме, имаме една средба. Разговараме и со сите други, Језемир Богдански, не знам кои се беа тогаш на функции, на позиции, разговараме, објаснуваме што се случило во МВР,
бараме подршка во јавноста да ги презентираме тие наши ставови и после кога веќе заврши и почна да се имавме расправа во парламентот, одевме во комисии, ама и таму имаше игри. Значи ние сепак не бевме искусни во парламентот. Кој има за збор, дури се еве што ни ја заклучуват расправа да не можеш да зборуваш на тие седмици на парламентот. Не знам, политички одбор, како општество, политички одбор, какви се ги имаше таму на Здружен дом, Сојуз, како беа тие. Парламент, тоа беше на Здружениот труд, не знам како се викаат тие се, повеќе такви имаше во парламентот. И успеавме на комисија да презентираме што се случува и почна да се менува јавноста, да се менува. Тогаш Васил Топурковски организираме на средба со него во парламентот и меѓу другото кажа пред медиумите си дека ова е брутална политичка репресија. Тоа одекна силно во јавноста и почна да се менуваат работите. Значи тука Перо Кошев беше во Сојуз на комунистите, тука Топурковски јавно тоа го многу силно го кажа и започна да се менуваат работите. Почна плурализмот, почна да не враќат еден по еден во Министерството за внатрешни работи. Тужба поднесовме до Судот на Здружен труд. Судот на Здружен труд донесе одлука да не врати на работа. И така се вративме на работа, започна плурализмот и сосема веќе друг тек зазема работите. Можеме да одговориме тука за пиштолот на Мјалков, со кој за малку... Тоа беше еден инцидент. Можеме да дојме до Глигоров. Седиме кај во кабинетот на Мјалков, еве вака, јас на едната страна, на другата Мјалков, директно. До мене седи Невзат Халили, на друга страна Митката Емини и Слободан Могоевски до седеше таму. И го вади пиштолот, отвори ова ташната и го вади пиштол, смити весно огромен пиштол. И му викам, немој ќе пукне, врти го на другата страна, го сврти, пукне пиштол. Потегло, пукне, од зидот толка дупка и после ставивме таму една рамка, да покриве таму. Ете, тоа се случи, така да имаме такви интересни, мислам, ќе беше, не можеме да објасниме ако загинеше Невзат Халили, дека рече министрот меѓуетнички судир конфликт. Ќе беше дека тоа е намерна ликвидација, УДБА тоа го направил и така натаму, како што стално е одговорен виновник. Било што и да се случи, УДБА има направено, или тоа се секогаш тие рамките во кои се стават се тие процеси. Имаше лош имидж, веќе влезе во јавноста за УДБА. Тренов, како Глигоров доаѓа во Македонија? Голем дел на министрите и Мјалков, и Клюсев, и Наумов, се со потекло од Штип. И се велеше дека таа штипска линија доминира, па подоцна Дедо Михаел, нели, стално поглавар на Македонската православна црква. Дедо Михаел е еден од кандидатите да биде председател на државата. Тој е модел на Макариус. Како што и сега гледам, ВМРО ДПМН фаворизира двајца Гатангел и овој Коцарев, што е прв човек на Ману. После овие изјави се гледа дека веќе политички изјави се ближат председателските избори за 2-3 години ќе видат. Како се враќа Глигоров? Има ли штипска врска во целата таа процедура, постапки и така натаму? Го враќа СКМ ПДП. Значи, еден од главните промотори за враќање, јас колку што ги имам тие информации, е Тито Петковски, но се сложува за неговото враќање и Петар Гошев. Значи, Тито Петковски. И они го промовираат, се разбира дека тука и други имале што биле за да се врати Киро Глигоров, еве како познаваш на економските состојби, значи него го враќат како економист, а он е правник, не економист, го враќат во Македонија и се наметнува, значи, како кандидат да биде за председател. ВМРО немаше кадар, тоа беше проблем. Иначе да има они соодветен кадар, а можело некој помлад да стават, се разбира, постар од 40 години, бидејќи устав го менуваа да биде за Киро Глигоров. И кога започна таа постапка во собранието да го бират Киро Глигоров, ВМРО ДПМН беше против. И многу мина бевме против. И вие бевте против? Да. И сметав дека треба да биде председател тука што живе, што работи, што создава Македонија, а не некој што отишол во Србија, во Белград,
позицијата што ја имал сојузна и останал таму, не се врати во Македонија. Јас така тогаш размислував дека треба да имаше Глигоров лична карта македонска или српска си имаше? После му вадеа. После му ваде, нели? Мавар му изведе лична карта. И Лјупчо Ѓорѓиевски, Змејковски, пошто бевме во комуникација со нив дневна, практично, СДСМ, СКМ, ПДП организираат, меѓу другото, Штипската група организира после тоа прослава, донесоа пастрамали, не знам, комбина, вино и така натаму, меѓутоа не помина. 60-60 беше првото гласање. Помина и тоа пропадна. Сега за втор обид, Лјупчо беше против. Меѓутоа измисля дека ќе биде, бидејќи тој млад, да биде подпредседател, али главен промотор за да биде Киро Глигоров председател беше Радка Димитрова во ВМРО. Она јавно настапуваше, мислеше дека треба да биде тој и дека да со искуство и така. Радка Димитрова е толку влијателна. Радка Димитрова тогаш беше влијателна, Димитар Димитров, али за него не знам каков став имал точен, но она беше промотор и во сите разговори она, јас кај што сум присуствувал или учествувал или на друг начин сум дознал, он беше главна да биде. Се разбира дека на крај требало да одлучи и Лјупчо Ѓорѓиевски и Змејковски, но мајката на поранешниот министр за надворешни работи Никола Димитров. Да. Кој го потпишува Преспанскиот договор. Во вториот круг Киро Глигоров избра за председател на прв председател. Сигурно би сакал малку за Тито Петковски. Во неколку емисии спомнам, а мислам дека треба да осликаме неговата улога, бидејќи многу помокна фигура од тоа што се предпоставува. Помога на Бранко Царенковски да влезе во СДСМ, но тоа е некоја друга тема. Тито Петковски имаше позитивен однос кон осумината или негативен однос кон осумината? Негативен. Тито изразито негативен, да. Тој имаше негативен став, он ги застапуваше интересите на Сојузот на комунистите, настапуваше јавно. Да. Мислам дека он бираше речник така како неутрален, во суштина ние знаеме дека тој беше близок со една група од МВР државна безбедност кои дневно го информира што се случува во МВР, он и практично меѓу другите тој ги поттикнуваше за активности против осумината. Тие не следеа, не прислушкуваа, направија кривична прива против нас. И со бугарските летци или некаде пред првиот круг на или пред вториот круг на парламентарните избори, тоа е 90-та година, бе фрлани летци, некои се одредени против ВМРО ДПМН. Тоа се бугарски летци, тоа е една афера бугарски летци, Тито Петковски нели се спомнуваше, подоцна тоа се изгорени или се уништени или се сите тие материјали што постојат. Учествуваше Тито Петковски. Материјалите од државна безбедност покажува дека тој е дел од сите тие активности. Да. Имаше тама некој Виларов, нешто се спомнуваше така натаму. Партијата стоеше за таа работа, но да се жигла со ВМРО дека е пробугарска партија. Формално правни докази во тоа време немаше, да речеме, но по сите анализи и истражувања дека он практично ја одобрил таа операција за фрлање Тито Петковски. Тито Петковски, да. Тој беше секретар на Сојуз на комунистите на град Скопје, ако не се. Подоцна беше секретар и на Петар Гошев. Да, извршуваше. Сега, видите, он мислам дека на еден и друг начин тоа и го јавно кажал како се тие работи одвивале, но во секој случај беше подметнување, значи. Знаете а сега такви работи има многу. Тогаш беше многу интересно што прв пат се случи во плурална Македонија. Затоа се памти. Да, се памти како случај, иначе не. Треба што сам да. Значи Тито Петковски го носи Киро Глигоров. Значи главен во носење на Киро Глигоров. Според кажувањето на Петар Гошев. На Петар Гошев. Главен промотор на Киро Глигоров е Тито Петковски. И Киро Глигоров негативно му возвраќа на Тито Петковски. 99-та година Киро Глигоров не сака да застане за Тито Петковски. Тито Петковски никош му нема простор на Киро Глигоров. Не сакаше Киро Глигоров застане за номинацијата на Тито Петковски за председател на Република Македонија. Тоа се тие интересни случаи во СДСМ. Јас тогаш бев министр за внатрешни работи. И имаме една седница каде што се носи закон за правата на поранешниот председател за Киро Глигоров. Лјупчо Ѓорѓиевски предлага привилегии за поранешниот председател за Киро Глигоров. Јас
разговараме тука на влада и му викам дека за мене не е прифатливо вакви права да има буџет, да има кабинет, обезбедување и така натаму, дека тоа го нема. Еве бев во Америка, Соединетите Американски држави, претседателот на Америка добива само една канцеларија во Белата куќа, ако сака да пишува, да твори, да работи. И стои, тамо има закачана рамка со фотографија од претседателот, има доживотно обезбедување, плата и така натаму, но кај нас нема потреба тоа. По потреба, ако има потреба, ќе го обезбедуваме, плата да му даете колку што имал плата, али нема потреба од ова. Ќе проценуваме дали има потреба да се обезбедува или не. Натаму кабинет да има тројца советници, буџет и така натаму. Лупчо Георгиевски вика, ние се договориме со Прзалов Киро Глигоров да го подржи Борис Трајковски за председател. Тој закон го носиме, вика, за тоа. Затоа што се договори со Киро Глигоров да го подржи Борис Трајковски. Ако не друго, да не го обструира, да не го подржи против кандидатот. Да, Глигоров. Меѓу другото што, пошто Тито често пати се љутеше, ме барал, не може да ме добие, јас предложив до Бранко Црвенковски, како министер за внатрешни работи. Предложив на секој избирачко место да ставиме полицајци, по 2 полицајци. Да спречиме полнење на кутии. Говорите за изборите 99-та година. Да, 99-та председателските избори. Председателските избори. Поготово, пошто знаеме, ние имавме информации што се случува, како ќе се одвива тие избори, дека ќе се наполнат кутии, дека како вообичаено што се полнеа од страна на ДПА тогаш беше, Мендух Тачи. Албанските партии, ДПА беше тогаш. Бранко Црвенковски вика не се сложил, бидејќи вика вие ќе ставите припадници на полицијата кои што буквално кажано ќе ги полнат они кутии, што не беше точно. Јас сакам да заштитам изборниот процес да биде чист, да можат полицијата која е присутна во близина на гласачкото место. Значи потешко ќе се прават тие полнење на кутии, кршење и така натаму. Не го прифати. И во вториот круг, 90.000 разлика беше во првиот круг, ми доаѓаат представници од Америка, разговарат со мене, јас министер на дешавање, седам, разговарам, викат, што мислите трено, како ќе се одвива изборниот процес, разликата е голема. Викам, ако биде се како што беше досега, може ќе се намали разликата, ама ќе победи Тито Петковски, тоа им кажува. Вика, добро, а зашто не му дадете предност на овој млад човек, перспективен на Борис Трајковски? Сега директно ми викат, ја видов дека Америка се станала за него. Тоа значеше нешто. Тоа значеше нешто. Полнење на Тоа кутии. значи дека ќе се одвива на друг начин процесот и после како што се знае, бидејќи полицијата немаше увид, што се случува, не смееме да пристапеме најмалку 100 метри оддалечено гласачко место. Како вие ќе видите што се случува таму? Кржење, кутии, полнење. Доста димовска. И после ја видов. Беше главен промот. Имавме некои луѓе во обработка што беа од Струшка, од Струшка, од Струга таму и така натаму, кои на врска директна со Борис Трајковски. Па организира една тепачка таму со СДСМ, ги пречекаа таму во Струга. И, значи, во вториот круг веќе се подготвија нерегуларности. Сега секоја чест за Борис Трајковски, бил председател, не е ова сега кажуване за да ја девалвираме неговата улога, но видов дека се разработил еден систем и ДПА практично ги наполни кутиите и разлика од 2 се стопи и стана Борис Трајковски председател. Така беше Тито Петковски, али јас имав силен печаток врз осведомување дека Бранко Црвенковски, значи апсолутно не сакам да отварам расправа околу таа тема, дека не беше заинтересиран да победи, затоа што ги повлече посматрачи, наблюдувачи и така натаму после 12, после 13 часот и остана без контрола избирачките места. Ниту Киро Глигоров, ниту Бранко Црвенковски не сака да победи Тито Петковски. Па така. Како ги преземаат тие потези, се види дека и Бранко Црвенковски не е баш заинтересиран, мотивиран, он ги повлече наблюдувачите, што не знам, била загрозена нивната безбедност и така натаму. Па оставете ги до крај. Можеби ќе спрече да се наполнат кутиите. На седница неизвршен совет или одбор, како се нарекува на СДСМ, 99-та година,
Дури после 8, 9, 10 гласање Тито Петковски поминува. Стојан Андов беше кандидат на некоја здружена коалиција да биде заеднички нивни кандидат на изборите. Меѓутоа на инсистирање на Никола Поповски избран е Тито Петковски. Значи не сака Тито Петковски да помини. Тие пежоративни моабети, полковник Тито Петковски кој 99 година ги кажа Борис Рајковски. Имаш индици дека е полковник Тито Петковски дека има соработка со служби Белград и така натаму. Значи, не сакам околу тоа да ги реков, има став. Оханиме Тито Петковски, со работниците, кој има време да дојде да ги одговори на на работа. Не сакам ја да ги откривам, дури имам и професионална врска да ги штитам. Така да, независно што поминаа доста години, нема ни веќе ни кривична никаква одговорност, но не сакам да, вака да ги дисквалификувам. Не можам да потврдам дали бил или не бил. Значи, сепак треба да се отвори, ако има досие, да се види, подпишал соработка, не подпишал. Тие досија кои што сработале со војното разузнавање се во Белград, дел за тие имало проверки и така натаму. Има информации за што се барале проверките, дека тој го проуча да биде соработник на службите, тоа државна безбедност го правила во Македонија. Но не се и добро е што тие не се истража работи, затоа што тогаш кога предложи 91 година да ги отвориме досијата, председател Киро Глигоров имаше силно образложение што ние го прифатиме, вика дека ќе нарушиме безбедноста, стабилноста на државата, ние сме млада држава, ако ги отвориме сега досијата за сите соработници, ќе се наруши моќта на службите, одбраната на државата, што држеше тоа како факт, аргумент, ако се отворија сите досија за сите соработници или како што народ ги вика котоши, и тоа се пролонгира после 98-99 година јас подготвив нов закон, кога дојде до Стадимовска ги отворија досијата, но на начин што дел отидува во ДПК и Мендук Тачи и ги компрометира соработниците кои што вршеа исклучително важна улога врзана за безбедноста на државата. Не е спорно тоа. Ја никош не сум ги осудувал тие што соработувале со службите, независно мотивот што бил, сепак бил таков системот. Ретко можело некој да се уништи мрежата во Валдасвидел. И навистина ослабнавме и потоа ни се случи 99 година војната. Не, 99 година конфликтот Косовската во Косово, а после тоа 2001 година. Значи, после моето заменување се деконспирирани оперативните позиции, тие што не требало. Значи, не значи отварање на досијата за соработници дека сите треба да ги отворите, поготово некои ако се активни, ако има стратешки интерес да го држите некој, може би е конзервиран, но тоа го направија. Трнов. Ке се вратиме за Глигоров 91 публикување на Јана и така натаму, и ке отворивте вие 99 година, сада не скокаме ајде да заокружиме 99 година. Нападот на американска амбасада. Да. Вие сте министар за внатрешни работи. Амбасадорот Кристофер Хил сега треба се врати да биде амбасадор во Белград, нешто се забави целата таа работа. Има изградено силна мрежа во Република Македонија, моќен амбасадор. После Македонија заминува во Полска. Во негов мандат Полска во време на Квашневски купува не знам колку американски авиони, ја нарекува Полска како лидер на новата Европа, тоа нели американска стратегија. Меѓутоа почнува НАТО бомбардирањето на СР Југославија, има напад на група од Македонија. Дури амбасадата на Америка во Белград не е нападната е амбасадата на Америка во Македонија. Тога се наоѓа кај што е сега средното училиште Орце Николов, не е на Калето, туку на средното училиште Орце Николов. Кој го организира тој упад? Многу имења се вртат, некои имења се познати во јавноста, се политичари. Драгиша Милитич само с ними беше и во коалиција со СДСМ, се во коалиција со ВМРДП, некои новинари се спомнуваат. Кој го организира упадот, влезот, бидејќи тоа се драматични моменти. Кристофер Хил се спушта, се крие доле во подрумот, едва и го спасуваат, едва и спасува жива глава. Ние имавме информации, имаше протести против бомбардирањето на Југославија, на Србија, Косово, дека можни се протести и тогаш медиумски сител да подржа тие протести, Драгиша Милетич. Драган Павлович Латас, значи тогаш е одговорен или не е одговорен уредник? Беше и дел од сите тие активности Драган Павлович Латас. Почнува тие протести, меѓутоа ние што дојдовме до информации, дел од раководството
на Сојуз за комунистите, На СДСМ. СДСМ, СКМ, ПДП или СДСМ, дават налог да се зголеми присуството, да бидат поуспешни протестите, демонстрациите. Значи, Праќат пораки, тогаш веќе беа мобилни телефони, и тоа се зголемува, но доаѓаат пораките и до криминални структури. пејджери. Тоа преку пејджери се плаќа. Пејджери како се движат, имаше така и имаше. пејджери, но имаше и мислам веќе со телефони, мислам дека веќе беа излезени, мобилни телефони беа излезени. И се зголема масовноста. Значи ние имаме некаде околу 3000 припадници на полицијата. Ама во автокоманда тука концентрирани да се активират. 3000 припадници на МВР да Да, ако дојде до нереди, до наштитем амбасадата, хотелот Александра Палас, таму беше опсе сместен, веќе, но имаше силна антинато пропаганда. Имаше просрпски определени што, значи, да помогнеме на браќата во Србија. Тоа беше еден силен набој. И доаѓат демонстрантите, помала група, полиските единици, тука има една диверзија направено, ги влечат, бидејќи хотелот Александра Палас, каде што се сместени опсе, 40 джипови, дека се нападнати, дел од единиците одат таму да го штитат хотелот. Тука се намалува бројот и овие што биле покрај оградата, ја бутат оградата. Таа не била заштитена. Значи, нити им имало обезбедување, нити заштитено ништо. Од америчка страна. Од страната на улицата. И сега, кога јас ја следам ситуацијата, меѓутоа почна да се гушат мобилните телефони. Не може да комуницират. И дадов налог. Како се гушат некои мрежи? Не може да не се слуша ништо. Не може да направиш комуникација со радиостаница, со... Не, од претерано што се оптеретили линиите, второ, демонстранти викаат, свирижи и така натаму, не може да се направи комуникација. Дадов налог да се активира специјалната единица, бидејќи е многу близко. И јас исто така отидов тука и гледам дека они таа пријавницата беше сосема необезбедена страна, таа секој можел да... Таа беше струшена више. Да. Не, ја пала таа и влегуваат тука демонстранти, отворени колите сите на амбасадата, они за да ги местат кој како излегува со клучеви. И јас кога дојдов тука, значи давав налог да немаше кој да командува практично. Помошникот за полициски работи тука, ништо кога дојдов ја преземав командата и за 3 минути ја расчистиме работата и слегувам долу кај Хил. Значи амбасадата беше заштитена, не успеа никој да влезе во неа. Хил е доле во подрум. Одам таму уплашено и разговараме со него и бара преку сателитска линија бара веднаш да дојде падобранска единица од Петровец да се симнат тука да направат евакуација, употреба сила. Фоки, падобранска единица и така натаму. Ја му кажам, објаснам, викам, амбасадоре, нема ништо надвор. Како нема, вика? Он нема увица, не знае, уплашен. Мисли дека е упат Мисли дека е веќе тука готово. Во Македонија. Му викам, нема ништо, завршена операцијата, направим, ја дојдов. А јас видов дека нема како, не функционира системна команда, не може да Пане Белев отишол за Штип, Алексо Долевски не знам каде, нема кој да командува таму. Љубе Бошковски каде беше? Да, тука има негативна улога Љубе Бошковски, една група негова, он исто така упадна. Упадна во амбасада. Амбасадата, Орце Коруновски, една група, таа беше група на ВМРО и една друга група криминална на СДСМ. Значи, тие двете групи ја направија најголемите штети. Две криминални групи. Значи, и успеавме ние, значи без директно јас пошто командував, без употреба на сила. Зборам, бидејќи таму ако малку тргнеше емотивно, може да даде како што некој министер дава налога да се употреба огнево оружје, ќе беше катастрофа. Значи без било какви последици го решивме. Специјална единица која дојде за 2 минути ги расчисти сите. Тренов. И беше маса, меѓутоа ви кажам 3000 припадници на полицијата. Ето тоа се случи и после излегуваме со Хил, гледа нема ништо. Те отидоа надолу ги на центарот, отида и така натаму, вика како е можно тоа. И сега искажа голема благодарност за мерките, за тоа што направиме, ги заштитиме. Важно дека
Ама сад остана читава, ниту еден не беше повреден, ништо не се случи на персоналот. На нас не беше битно да не се случи жртва. Значи, замислете ова една таква ситуација да ние пријатели број 1 со Америка, да не се случи таков упад и се бориме за самостојна држава, добиаме силна стратешка поддршка од стратешкиот партнер за самостојна држава и за тоа можеме да поразговараме после и да се случи таква инцидент. Да заокружиме. Го читавте мемоарите на Глегоров. Од тие своји мемоари Глегоров и во некои телевизиски настапи и во рамки на емисијата во центарот вели дека ви се јавил на службен телефон и ви рекол или ќе ги активирате специјалците, како врховен командант ви си има обрато, нели? Тоа пише во неговите мемоари, или тој ќе нареди армијата со хеликоптери или со што све има да интервенира во таа криза. Тоа нели во неговите мемоари можевме да. Киро Глегоров беше извоиран од ВМРО ДПМН, имавме договор влада во тоа време да не го информира за ништо. За ништо не беше информиран. Не беше информиран за ништо. Значи, целокупната операција за спасување, условно кажам, на амбасадата, јас ја водев, јас се презем одговорноста, после тоа ги задолжи од службите и дојдовме до информации дека еден од тие што беа таму ја обструира целата работа. По налог на еден кадар на СДСМ во МВР. Негов налог, вика повлечи се за да влезе масата. Ето тоа беше. Страшно беше. Јас што го снимав, емисиите ги снимав во Александар Палас. Дали снимавме со таки фитиса, веќе не сеќам со кого снимав. Тоа беше втора, трета емисија која снимав со ова име во центар и ние влеговме ке 2, 3, 4 сада да снимаме емисија, излеговме по завршување на емисијата, нит слушнавме, ни правевме, однаш гледаме тамо солзавец, нешто трчат луѓе, полиција, опсе беше во Александар Палас, јас таму ја невеста во емисијата. Хаос. Реков, леле, почна војна излега во Македонија. Излега и нас не. Ја иста вечер одржав пресконференција. Ова што го зборуваме, тогаш истото го презентирав пред македонската јавност. После дојде во посета помошник на заменик министерот за надворешни работи. Имавме една средба голема во Александар Палас, околу, затоа што тоа не беше само тука да држиш единици, полициски единици, а да штитиш границата со Србија, со Косово, дојде ли Весли Кларк? Со Албанија. Или ви имавте средби со Весли Кларк? Да. Значи, тоа е 99-та година, да не се лажеме, 99-та година интервенција на НАТО, тоа беше многу сериозна операција. Македонија имаше многу сериозна роља, многу сериозна улога. Весли Кларк се надеваше дека може да биде или председател на Америка, или да биде нов државен секретар. Значи, таква една мокна фигура, прв човек, командната структура на НАТО. Има некои разговори за ваша средба со Весли Кларк. Скопје или Белград, мислам дека станува збор за средба во Скопје. Во Скопје? Во Скопје. Што бара Весли Кларк од вас, од Министерството? Американските служби да беа вклучени, се разбере дека ние како мала држава не можеме да се спротивставиме да Македонија не се користи за прелет, за авионските напади или да не се концентрира војска. Тоа разговараме и процениме дека сојузниците на американски држави силно не поддржаа да бидеме како самостојна држава. Тој процес они го поддржаа. Воспоставиме ние првата соработка со ЦИА. Ке може ли ЦИА да ја врати? Ке се вратиме 92-та, Што се случува? Два пати, мислам се сеќам, правиме една операција, Хашим Тачи ме го носиме за Косово и се враќа преку Македонија. Хашим Тачи. Хашим Тачи. И доаѓа во посета Весли Кларк во владата, Калипчо Георгиевски, тука седиме, разговараме за состојбата и ми вика, уште на почетокот, вика, господине министри, вика, вие го штитете Аркан, вика, тука во Македонија. Аркан? Аркан, е нападна тука. Викам се, што да правиме сега? Ја му кажам, не е точна мамата, историја не е точна, меѓутоа, како ќе потврдиш дека не е тука сега? И они од воена разузнавање, вама таму добиле, го избрифирале во некој од армијата на Македонија дека треба да го штити Аркан, МВР го штити. Јас му звонам на Жаро. На Белибар Джаровски Джаро. Викам, слушај, можеш ли ти да видиш, веќе почнува седицата, ме јам зборам. Да провериш каде е Аркан, викам. И ми звони. Вика, хотел Југославија, седи,
со него е тој и тој таму седат. И сега му кажав ја дека не е тука и така натаму. Он На Висли Кларк. На Висли Кларк. Викам во хотел Југославија, колку што добив информација од разузнавачките служби, какви служби, джаро, разузнување. Помаѓа со службите. И он праќа сателитска врска тука у Белград, сија колку сакаш кодоши соработници, амбасадата тука моќна, се има, се знаат што се случи у Белград, ама не знаеле дека Аркан е таму. И заврши таа средба и така натаму. И после гледам го смени разговор како водеше со мене афирмативно дека ние сме направиле тоа се, а ние се што требаше направиме, што требаше да направиме, не е тоа сега да го све презентираме се што какви активности имавме. Се правеше од овде активности? На дури србите. Па ние ги штитевме војската на Америка, на Англија. Еве Джексон беше командант на армијата тука, на сите врховен командант. Кога дојдува англиската војска, кога дојде тука, дојде кај мене, растревожен, вика, господине министр, ве молам, вика, млада ми е војската да чувате, вика. Да дадете единици да, ако ние не ја чуваме, имаше тоа што се случуваше во амбасада. Исто така ќе имаше напади на кај што беа сместени единиците на земјите членки на НАТО, исто така ќе беа напаѓани. Дури еден случај имавме, се случи од мост со Камерфорд загине. Тоа беше кај автокоманда. Да, еден војник. Општина Газибова. Да, еден војник од Англија. Но паралелно исто така српските служби преземаа многу активности за да ги нападнат единиците на НАТО. Тука. И ние сите тие операции ги блокиравме. Замислете, или имаше и други активности. Имаше тренов, да речеме, дали Србија имаше одредени оперативни планови за напад на Македонија, дел од српските генерали, поранешни члени на српските служби. Тоа е процес друг. Значи, кога започна процесот на распаѓање на Југославија... Не, говорам за 99-та година, тоа ќе се вратиме, ајде да го завршиме 99-та, да не скокаме. Значи, бидејќи Македонија дава својата територија за копнена интервенција. Има десетина операции за напад на единици во Газела, што беа сместени во Еребино, Тетовско. Има разузнавачи тука што делува активно да подготват, дури една единица една група од едно тука Скопско село се вооружа за да направи напад и така натаму, но службата беше добро организирана, сите тие работи ние ги блокиравме, бидејќи тука се стационирани сите тие единици, би било хаос ако тоа се случи. Замислете, зар нас ќе не штедат, една голема војна машинерија беше вклучена. Македонија што може да прави? Единствено тоа, тука да направиме се што е да се одржи безбедноста, стабилноста на државата. 500.000 бегалци тогаш прифативме и сместиме во кампови, ниту еден е настран, ниту една жртва немаше. Значи имаше обемни активности врзани за стабилноста на државата и еве само ова, бидејќи зборуваме таа 99 година, добив информација, добивме дека српската војска во Јагуновце имала судри со една паравојна формација, сучека, меѓу другото, кога гранатирале неколку, погодиле неколку куќи во селото. Српска војска. Српската војска. И јас се јавувам прво на председател Саво Климовски беше председател. Он беше председател на парламентот, а Борис Трајковски заминал некаде во странство и он го заменува влегол во кабинетот на председател на Борис Трајковски. Тогаш беше Киро Глигоров да направи. Во кабинетот на Киро Глигоров он го заменува него. И што се случува сега? Му се јавувам, викам, Климовски, може ли да отидеме да го посетиме Јагуновце за грозено вознемир населението? Вика, јас сум врховен командант, вика, а не е тука председател Глигоров, вика, не можам да напуштам, вика. Нема кој да командува. Немаше позиција. Не сака да дојде. Борбена позиција. На Никола Клусев, вика, министре, вака се случило. Министар за одбрана. Министар за одбрана. Да. Вика, Павле, јас имам во врски, вика, во Ман морам додам таму, вика. Јас одидов сам, мислам со обезбедување, имаше, не беше специјална единица, така натаму. И отидоме таму, видиме што се случило. Ова единица што се повлекуваше, налетала на нашата посебна единица
и овие ги тука задржале. Оружјето го фрлеле, се соблекле сите, седат на пољана, седат околу 200 и неколку души. 200. Да, сите од учека. Значи под притисок на војската на се спуштале. Србија, се спуштале тука на наша територија и после тоа со тој процес го менаџира американците, НАТО, за Албанија ги однесоа и тоа така заврши таа операција. Рековте Хашим Тачи, го имате носено во Скопје. Днес. Значи, главно странските служби тоа организирано, ја дававме логистика. Логистика. Да. Има исто една епизода не е шпекулација, бидејќи е потврдена од неколку извори, дека Христофер Хил, кога е амбасадор во Република Македонија, има лет со македонски авиотранспорт до Рим и во Рим има средба со Ибрахим Рогова, кој има, доека е НАТО интервенцијата врз тогашна СР Југославија, ја напушта Приштина и има екзил или прибежиште во Рим, како Ванчо Михајлов и тој. И дека на таа средба е договорен Ибрахим Рогова да се врати во Косово, ако сака да биде председател, ако сака да продолжи својата политичка кариера. Па немам такви информации, може да се случува тоа, само јас имам една друга средба. Хил организира средба со сите амбасадори на земјите членки на НАТО, може на некој од Европската унија, во парламентот, Борис Трајковски како заменик министер за надворешни работи, он е тука менаџира таа средба. И значи ние држевме да нема од тука од Македонија логистика во Косово. Да наносат оружје, лекови, се што треба таму. Да не се директно барам вклучиме ние во тој конфликт со нашиот тука единици, зборувам од формирани од албанците и убаво затвориме границата. Натаму имаме неколку успешни акции. Во кампот тука во Стенковец почна да формираат групи за да започнат истите процеси во Македонија. Учека. Значи, она и така натаму огромен транспорт на оружје сака да внесат во Македонија, во Струшко, Дебарско, секаде. Имавме некаде можеби 20 или повеќе операции каде што сето тоа го неутрализираме, оружјето го одзимавме. Меѓу другото добивме информација рудникот Лојане дека таму има паравојна формација на УЧК. Не знам колку, 250 луѓе, 300 луѓе. И сега се подготвуваме како таа работа да завршиме. Меѓутоа началникот Таса Богдановски се јава на Доста Димовска. Доста Димовска веднаш на Тачи. Ја провалуваат операцијата. Дали се на Тачи или на некој друг, важно, да не бидам баш дециден, тие добиле сигнал дека ние веќе имаме информација. И веднаш ноќта ја напуштат рудникот и сега ние следниот ден сакаме да ги преземеме и ги преземеме сите клучни точки со специјална единица, посебна единица. И паравојната формација напуштила УЧК од тука према Косово. Они имале акции во Србија, доаѓале тука, рудникот тука и тука направиле стрелиште. Одмарале и се враќале. Одмарале и вежбале тука. Лојане. Неколку тони оружје, од автоматски пушки, тешки метралези, бомби и така натаму тоа. И направивме ние после тоа таму отидовме, видиме што е, дојдоа новинарите и среќа што не се направи некаква катастрофа, оти таму имаше речеме експлозивни направи што ако ја раздвижиш може да експлодира и да направи лом. Влеговме у рудникот таму, стрелиште, мети, кревети за спиење. Тоа е огромни са тие ходници таму. Значи, и тоа ако земавме оружје, како подземна кансарна всушност. Па рудник тоа. Рудник 200, 250, 300 луѓе ако велите, нели тоа е веќе сериозна бројка. Тоа беа информациите. Сега ние имаме луѓе почнува војната 2001 година во Македонија. Подготвуваме операција да речеме да ги уапсеме, бидејќи прега наша држава. Меѓутоа се пробили операцијата. Иначе ќе имаше, можеби добро што така завршило, ќе имаше судир, но немаше простор оние каде да напуштат. Значи планот беше да се запечати тоа и немаше каде да бидејќи со оружје, со муниција, со експлозивни средства, тешко дека они ќе активира нешто.
Но еве, напуштија преткадна информација доби и така. Тоа се Ке случи. го анализирам Мичека и Лирида и 2001 година, тука само уште едно прашање за да заокружам целата ова приказна со 99 година. Почетокот на февруари 99 година Лјупчо Ѓорѓиевски е во посета на Вашингтон. Тоа се оние традиционални молитвени појадоци. Мислам дека тога Живко Груевски, големиот мајстор на масонската ложа. Кај Бил Клинтон, председател Бил на Клинтон е тамо. Луѓето што се во Америка, мислам дека е Бранко Тозе, дека е Живко Груевски, се враќаат до таму, велат дека Лјупчо Ѓорѓиевски бил дочекан како Јосип Броз Тито. Бил главна звезда. Дека 99 година, тоа само неколку месеци после победата на Лјупчо Ѓорѓиевски, дека е тоа било дефинирано како паѓање на комунизмот во Република Македонија. И дека тогаш е дадена всушност согласноста Македонија да ја отстапи својата територија за НАТО интервенцијата на тогашна СР Југославија. Разговара со Медин Олбрайт, со Бил Клинтон, значи тоа е таа една екипа на Демократската партија. Тие разговори не ми се познати во детали како што разговарале, но знам дека кога започнаа подготовките за напад на Сојузна Република Југославија, дека имаше тука високи представници, разговараа и речеме Никола Клюсе беше против. Против Македонија да се даде територија. Меѓутоа го менуваше ставот и клучната одлука ја носеше во тоа време. Се знае кој, Лјупчо Ѓорѓиевски, Киро Глигоров, така натаму. И се донесе одлука. Значи правобитно беше само да има прелети и покасно им требало за логистика и така натаму да може да концентрира друга војска за да направат копнена интервенција на Србија. Ако е треба. Ако има потреба за тоа. Затоа и И распоредија доста сили и тие се сместија главно во касарните на бившата ЈНА, празни беа. И доаѓа разузнавањето на Америка, од амерички команданти, ве чекат собрани 15 души у МВР. Викам, што се случило ноќеска? Он биле на брифинг кај Клюсев и рекол, ноќеска да ги испразнете касарните, јас нема кај војската да биде македонската војска, вие да ги испразнете. И тие доаѓаат кај мене, што ќе се случи? И ми кажуваат вамата, а веќе ја знам што е тоа. И кажуваат, тој вака се случи вамо таму, вика што ќе правиме, ние мораме тука да бидеме, вика ние бараме решение, седаме, кафе се напија, викам нема да се испразнат казарните, кој ви рекол Клюсев. И се повлечам после таа одлука. Избрзал, емотивен бил и така. И сега се нафати, држеме штабов. Вика, јас сакам да контролирам, вика, војска, оружје што влегува на границата, војската, не полицијата. Лјупчо Ѓорѓиевски не знае што да направи сега. Тој инсистира сега да доби нова позиција. И разговараме. Викам, нема проблем, нека контролира. Полицијата е уходена, стружна, знае што да контролира, знае да направи евиденција што влегал војската, нема. Почна 3 дена се откажа. Ова беше емисијата во Центар. Првиот дел на тоа мега или джамбо интервју со Павле Трајанов. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, четврток во 20 часот со нови ексклузивни информации, атентатот на Киро Глигоров. 28 кила кокаин. Каде заврши Петри Таме? Што се случуваше во Република Македонија? Ново дружење четврток, се гледаме во четврток. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.